наоѓаме во градината на семејството Павлески во населбата Ѓурче Петров. Денес наш домаќин е Гоце Ѓорџ Павлески. Кога почнавте да ја формирате вашата градина? Градината почнаме да формираме од 2005 година, кога ја изградивме самата куќа. Почнува градината од десниот дел на куќата, која е типично старо македонска градина, што најчесто мајка ми ја дотерува со разни цветни растенија. Исто има сребрена елка засадено и туја розенталис која неколку пати е пресадувана и конечно е најдено нејзиното место. Сега седиме во средишниот дел на градината. Најдоминантно растение во овој дел е големиот орев. Оревот има специфично значење поради тоа што прабаба ми го има засадено далечна за 75-та од оревче мислам, и поради тоа и е права ладовина во летните горештини, мислам летниот период. Забележуваме дека покрај оревот има и други големи развиени листопадни дрвја. Меѓу оревот исто имаме засадено и други листопадни дрва, како што е брезата, лешникот, јапонското јаболко, што исто и кајсијата, што после оревот исто дава значење на оваа градина. Колку време поминувате во градината? Да, секако претежно летен период, претежно го поминуваме слободното време во градината. А исто и навечер. И затоа изградиме и мала фурна со скара, што претежно ја користиме за дружби со пријатели и роднини. Прекрасна гледка и овој убав жубор на вода од прекрасната фонтана која е поставена во средишниот дел од дворот. Гоце, што ќе ни кажеш во врска со фонтаната? Бидејќи сум љубител на природата и на убавата гледка и уживање со утринското кафе и во текот на денот и ноќта со чашка пијалок, решив да изградам фонтана. Самата местоположба ни даваше можност за да надоградиме да биде поголема. Исто со Габриел, кој многу ми помогна во ситуација. Ми лезе во сутрет. Природно пошто имаме плац во матка, природно се земени и некои дрвциња како што се смлека, зеленика и дива слива која е миниатурна и направена како бонсај. Исто така тротоарот ни е претежно, затоа испланираме да се направи исто од камен. Предниот дел ни е ставен камен што исто од која е земена место во плацот е најден тука.
и од тука нормално почнува самата фонтана со разните врсти на растенија. Меѓу другите растенија исто има може да се обележат што Pinus migo, isto do жолтиот камен што е оставен уште тука е најден и затоа решиме тука да почне самата фонтана. Котонастер, главка коника, туја смарак, салих врба има, исто салих врба има позади. Исто така и повеќе по самата река и повеќе видови на хоризонтални униперуси. Нормално се, како што ги кажем овие, нешто сум поднаучил со помош на Габи и мислам нема ни да застанам на ова, ќе продолжам понатаму да го средувам, да го опремувам исто дворот и се надевам дека пак во понатамошниве години ќе допринесам за повеќе растенија, цвеќења, зеленило да внесам во самава градина. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина.